Како се делеле парите од фондот за иновации? Има ли злоупотреби и како и зошто дел од нив завршиле кај фирми чии партнери се државни функционери? На сите овие прашања кои се отворија во јавноста, одговор ќе бара обвинителството кое по допрен глас отвори предмет и ќе бара злоупотреби во грантовите. Тие со денови ја брануваат јавноста откако се откри дека фирмата Каст Инвест, кадеко собственик е вице-премиерот Кочо Ангјушев, доби 160.000 евра, исто колку и фирмата Гинис, каде акционер е пратеникот на СДСМ Харило Квенец. Реакции во јавноста имаше и за околу 160.000 евра кои ги доби весникот Слободен печат. По објавите во медиумите за евентуални злоупотреби при доделување на грантови по јавен повик од Фондот за иновации и технолошки развој, ја известуваме јавноста дека основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција оформи предмет по допрен глас. Обвинителството презема действија за утврдување на факти во предметот, а во врска со евентуални сторени кривични дела во постапката по јавен повик за финансирање проекти во рамки на третиот столб од планот за економски раст, прв инвестициски бран. Откако фирмите во кои Ангјушев и Локвенец имаат дел од сопственоста, аплицираа и добија пари од Фондот за иновации, по критиките во јавноста се предомислија. Јавно побара, а партнерите денеска одлучија да ги послушаат и да се откажат од парите од фондот. Во текот на нашето 17 годишно работење во изминатите години повеќе пати сме биле неправедно казнувани, а сега сме неправедно дискриминирани, иако имавме одличен проект кој ќе донесеше 14 нови вработувања, технолошки развој и поголема конкурентност на нашата компанија. И покрај тоа што ги исполнивме сите јасно декларирани критериуми за учество на повикот, објавен од страна на Фондот за иновации и технолошки развој, очигледно не го исполнивме критериумот на јавноста. И Каст Инвест соопшти дека се откажува од грантот од Фондот за иновации. Следните денови ќе се состане одборот на содружници и ќе донесе одлука за своите понатамошни чекори. Сакаме да потенцираме дека како компанија ги задоволуваме сите услови за добивање на грантот, а во собственичката структура на компанијата фигурира Брако како кособственик, а не Кочо Ангјушев како поединец. Тоа е јасно прикажано во документи при поднесување на апликацијата за доделување на грант за компании со брз пораст, Газели. Последниве денови бевме на удар на јавноста. Бевме повикувани како компанија во негативен контекст. Изнесени беа низа невистини за легнати пари на сметка, а без притоа да се презентира целосно сликата за побараната помош и за инвестициите кои ги имаме во моментов. Секој бизнес има право да се развива согласно истите услови за сите, услови кои очигледно не важат за нас. А истрака од обвинителството вчера побара и Фондот за иновации. Директорот Деспотовски денеска за Еден ТВ тврди дека целата постапка е законска. Грантовите се поделени транспарентно по строго дефинирани критериуми, а изборот го правеле надворешни експерти.